Никола, ти си еден од поискусните, веројатно си играл надпревари какви што не очекуваат во септември. Е дебитант како македонската репрезентација, како треба и ментално да биде подготвен за она што ни следи? Па секако дека на клубски план сум играл, на репрезентативен план не сум толку. Ќе бидам и јас дебитант на тоа европско првенство. Секако дека не треба да се плашиме од никој. Треба да си ја знаеме нашата сила, треба да знаеме дека сме способни да направиме големи нешта таму, дека сме способни да победиме 2 или 3 репрезентации и да се пласираме на третиот тур. Мора да одеме слободни, без никаков притисок, без оптеретување дека еве пред нас сега постои историска шанса да одеме втор круг. Не, да бидеме слободни, да играме слободно и само така ќе го покажеме нашиот максимум, нашата сила и нашата игра ќе дојде до израз. Таа недела ќе биде релативно напорна, бидејќи ќе се играат наближени надпревари. Не се сомневаме дека физички ќе бидете подготвени, но ќе се издржали тој ритам, ќе се играли максимално со секој ривал. Кои надпревари ви се таргет? Знаеме дека Финска на стартот е многу значаен надпревар. Па да, видите за тоа таргет и тоа ќе видите со селекторот, јас стварно не знам, мада мислам дека се уште не сме почнали да размислуваме на таа тема, се уште сме сконцентрирани на што подобро физичка припрема, како што рекнавте, пошто ќе бидат 5 утакмици во 6 дена. Радува формата на сите играчи и радува тоа што немаме само 7 играчи, туку имаме, да кажам, 12 способни, чак и 14 играчи кои што можат во секој момент да влезат. Го очекуваме и доаѓањето на Александар Милков, кој што по операцијата и по повредата се закрепнува, и доколку тој биде во погон ќе имаме уште еден играч плюс во ротација. Секако дека физичката кондиција за нас представува најбитно во овој момент, ќе се бориме за тоа, а првиот, како што реков, првата утакмица против Финска ќе биде да или не. Меѓутоа, не мора и многу да знаете, ние лани одигравме 5-4 утакмици по 3-2. И на крај пак отидовме на европски. Значи не мора ништо да значи. Во секој случај победата е таа што се брои, победата ни е најбитна и сигурно дека одиме на 2 или 3 победи. Дали ова може да биде еден голем почеток на македонската одбојка, значи да се фати еден континуитет на големите приредби, може ли да биде пресвртница и во размислувањето на нацијата кон одбојката, кон третманот кон одбојката како спорт? Па, јас искрено се надевам на тоа. Видете, после 5 Final Four на Европска лига, 3 сребрени медали, јас мислев дека и чак и со тие сребрени медали ќе се смени и мислењето на нацијата, меѓутоа нажалост не е. Меѓутоа сега ова европско првенство, видите, оваа генерација на жалост не може да се бори за светско првенство, не може да се бори за олимпијада, го немаме тој квалитет, да бидеме реални. Наша единствена цел беше европското првенство, наша реална цел беше европското првенство и затоа секогаш кога сум кажал дека сонот постана реалност. Тоа беше сон, значи тоа е најголемиот сон. Не сум сонувал ни за светско, не сум сонувал ни за олимпијада, бидејќи сум реалист и као човек. Меѓутоа за европско првенство да не се пласиравме, оваа генерација ќе беше тажно и жално. Сигурно дека ова европско првенство представува круна на оваа генерација, меѓутоа ќе покушаме и да одиме на втор круг, да видиме Франција и таму да се бориме за што подобар пласман. Со тоа, јас мислам дека ќе успееме да ја одигнеме свеста на народот за одбојката и ќе успееме да одигнеме одбојката како спорт во нашата земја. И за крај, очекуваш ли многу македонски навијачи во Љубљана? Па сонувам, да ти кажам, сонувам, сите ние сонуваме да ја видиме таа фаланга, сонуваме да се осетиме како ракометарите како што играат во европските и светски првенства со многу народ. Словенија не е многу далеко, имаме јавување дека ќе дојде доста луѓе и јас се надевам дека ќе биде да ја осетиме фалангата, па зошто не и со нив да славиме после утакмица во шатори и било како што гледаме како ракометарите слават. Благодарам, странам, добро ќе се подготвите и многу успех во Словенија. Благодарам и на вас, поддржете не, гледајте не и само напред.